Samovolije na Вработен во Исар вчера остави половина град без вода, повеќе од 2 часа без најава и без некоја голема причина, со суви чешми беа жителите од населбите Автокоманда и Сењак, а одлуката за исклучување од водоводниот систем ја донел само еден човек и тоа по сопствена проценка и одлука. Во текот на вчерашниот ден, во период од 9 часот до 11 часот, по слободна проценка на дежурен водоинсталатор е сопрено водоснабдување на улица Пети Конгрес, улица Браќа Даневи, дел од улица Солидарност и дел од улица Сремски фронт, во време трајање од 2 часа со цел санирање на дефект кој што е пријавен на улица Пети Конгрес број 14, но без претходно информирање на претпоставено лице. По ова, веднаш кога се разбра дека е сопрена водата, веднаш доби наредба да се постојано воспостави водоснабдувањето на овој дел од градот, поради тоа што дефектот не е од таков размер. Поради ова, од денес двајца инволвирани во вчерашното оставање на делот Штип без вода се под суспензија. Директорот преземе и дисциплински мерки на двајца вработени во јавното предпријатие ИСАР, што комисијата ќе утврди дали правилно постапил или не. Дисциплинска комисија ќе треба точно да ги утврди околностите под кој дел од градот е исклучен од водоводниот систем, но во вчерашниот случај не е исклучена и инволвираноста на политиката. Имено Исар и претходно бил цел на политички саботажи, а дел од вработените постапувале по партиска, а не по хиерархиска наредба и проценка. Сомнежите дополнително ги подграва и наближувањето на локалните избори, каде функционирањето на предпријатието има исклучителна важност во креирањето на јавното мислење за работата на локалната власт. Од тука самоволните одлуки на дел од вработените во вака чувствителни моменти можеби и не се случајни. Дали тоа е во прашање и во конкретниот случај ќе утврди дисциплинската комисија, но од раководството на ИСАР се децидни дека секоја грешка или намера која е на штета на граѓаните ќе биде најостро санкционирана.